15 склонопадни објекти во Куманово, колку што се евидентирани во моментов, треба да бидат отстранети од страна на сопствениците, иако нивната бројка се менува речиси секој месец. Доколку уривањето на дотраените и руинирани приватни објекти падне на товар на општината, тогаш сопствениците ќе сносат многу поголеми трошоци, бидејќи локалната самоуправа средствата ги наплаќа преку извршител, информираат надлежните од секторот за урбанизам во општина Куманово. Оттаму апелираат до сопствениците на склонопадните објекти да интервенираат во законскиот рок од 30 дена, веднаш по добивањето на решението за отстранување на објектот. Тендерот е распишан заедно со дивоградбите и тие средства се вкупно планирани средства за отстранување на сите објекти, било да се склонопадни, било да се бесправно изградени објекти. Ние водиме постапки, секако тоа што ќе го видиме на лице место, постапуваме по службена должност, односно комисијата формирана од градоначалникот постапува по службена должност, меѓутоа и по представки од граѓани, доколку некој објект е далеко од видното поле, тогаш по представка на граѓанин комисијата излегува, носи решение согласно законот за градење, го доставува до имателите на склонопадниот објект, меѓутоа истите иматели не се совесни да го отстранат. Јас морам да кажам дека има и друга страна на приказната, има и совесни граѓани кои што еве на Илинденска самите дојдоа и да се заинтересираат која е законската постапка да ги отстранат своите склонопадни објекти, бидејќи представуваат загрозување на безбедноста на граѓаните. Така да има и вакви граѓани, такви граѓани, меѓутоа апел е сите кога ќе добијат решение од наша страна изготвено, каде што даваме законски рок да го отстранат објектот, подобро да го отстранат на свој трошок. Општина Куманово склучи договор со оператор за присилно административно извршување на правосилни и извршни управни акти и рушење на објекти кои се без одобрение за градење, како и за склонопадни објекти во март годинава. Вредноста на склучениот договор со вклучен данок на додадена вредност е 2,5 милиони денари со скопска компанија.